Денеска сме во општина Бутел да ги најавиме промените и новата иднина која што доаѓа и за општина Бутел и за град Скопје. Како што веќе спомена кандидатот и нов градоначалник после 17 октомври, во општината ќе имаме бројни проекти кои што ќе се реализираат во сите населени места. Во општината ќе се градат водоводни и канализациони мрежи, во општината ќе се градат улици, булевари, тротоари, паркови. Во општината нема да се градат диви објекти, во општината нема да никнуваат згради на секој ќош и во општината ќе престане да функционира урбаната мафија. Ако на некого му треба пример како функционира комбинација на политика и мафија, најдобро е да дојде во општина Бутел. Тука Петре Шилегов и овој што сега е градоначалник, Велимир, на кој што сите му го забораваат презимето, затоа што сите го знаат како Велимир најдобриот другар на бандитите во Бутел и околината, градат нелегални објекти кај стигнат, пајташи се со мафијата, има најдобри другари мафијаши, дел од нив, како што видовме, беа жртви на нерасчистени убиства и завршуваат кон целосно уништување на општината. За општината не градат ништо, но за себе градат многу. И ако Петре Шилегов си ја реконструира и надградува семејната зграда во ек на избори, Велимир од Бутел си гради нова хациенда со базен среде избори. Значи за себе градат нелегални згради и хациенди, а за народот не градат ништо. За можат тоа да го прават, мора да соработуваат со мафијата и во овој момент се жртви на мафијата. Гледајќи го очајот и поразот што ќе им се случи уште во првиот круг во општина Бутел, одат со монтировки, местенки и очај преку лажни портали. За жал во тоа им помагаат и одредени структури на ДУИ кои што, да ги подсетам дека исто така се дел од мафијата и кои што заеднички ќе одговараат после 17 октомври, затоа што во Македонија ќе се случат промени не само на локално, туку и на централно ниво. Победата во Бутел, победата во Скопје, победата во Прилеп, во Битола, во Охрид, во Гевгелија, во Свети Николе, ќе значи и промена на владата, односно ново парламентарно мнозинство, а после тоа ќе има одговорност. Ќе има одговорност и ќе повикаме на одговорност Петре Шилегов да каже зошто давал пари на здруженија, на извидници, кои што ги сквернаваат нашите деца, кои што им ги уништуваат животите. Зошто давал пари за да се нарушуваат семејните вредности? Дали нивната цел е да го уништат традиционалното семејство во Македонија и да ги уништат децата? До денес не даде релевантен одговор. Ако навистина нема врска со целата таа работа, зашто не побара да се вратат парите и да одговараат тие кои што го направиле тоа? Нема да побара затоа што тоа е дел од една агенда за уништување на македонското семејство. Како што до денес молчи, како е возможно за најголемите булевари во Скопје да се пријавува по една фирма, да нема електронска аукција и цените да се 4 до 5 пати повисоки од она што е нормално за изградба на еден булевар. Молчи затоа што нема одговори, како што и Велимир молчи за зградите кои што никнуваат на секој ќош, без соодветна документација и без планирање за едно урбано живење. Затоа ќе им се случи порас на 17, а после тоа политиката во комбинација со мафијата ќе одговара. Благодарам и повелете ако има прашање. Николовски, од следната недела не очекува нов самит на европските земји во Словенија. Актуелната власт влева надеж дека можни се решенија и позитивен сигнал од таму. Колку се реални очекувањата дека може да се смени сликата со македонската евроинтеграција? Би сакал да информирам дека пред овој самит ќе се случи самит на Европската народна партија. Европската народна партија не е голема партија и во Европа и овој самит секогаш традиционално се случува пред почетокот на официјалниот самит. Таму ќе присуствува делегација на ВМРО-ДПМН, предводена од претседателот на партијата Христијан Мицкоски, на кој што ќе се сретне со европските лидери и ќе разговара за европските интеграции на Македонија. Наша желба е Македонија стане членка на Европската унија, но мора да ја погледаме реалноста. Со Велимир во Бутел, со Петре во Скопје, Македонија нити членка на Европската унија ќе стане, нити преговори ќе почне, затоа што оваа корупција која што цвета на локално и на централно ниво сите ја гледаат. Македонија 111 по перцепција за корупција, никој не сака со таква држава да почне преговори. И нема што да се влеваат надежи или да се раскажуваат големи политики. За Македонија проблем не е ни методологијата на Франција, како што не убедуваа пред години, па еве се усвои, па гледаме дека ништо не помрдна. Не е проблем нити блокадата од Бугарија, затоа што да не се лажеме. Да мислат европските држави дека Македонија
треба да почне преговори со Европската Унија. За еден ден ќе ја завршат работата со Бугарија. Проблем е криминалот и корупцијата. Никој не сака да седне на иста маса со корумпиран политичар. И никој не ќе да преговара со корумпирана политичка елита. И затоа народот прво треба да и казни на 17 и на 31 октомври, да се промени владата и после тоа и да почнеме преговори, а и Македонија стане членка на Европската Унија.